Поранешниот полски премиер, централно десничарот Доналд Туск, кој председава на состаноците на лидерите на земите членки на Европската Унија, даде едно од најтешките предупредувања околу можноста отворено антиевропски партии да се обидат да ги искористат престојните парламентарни избори во Европската Унија за преземање на влијанието во Брисел. There are external anti-European forces which are seeking, openly or secretly, to influence the democratic choices of Europeans, as was the case with Brexit and a number of election campaigns across Europe. And it may again be the case with the European elections in May. Туск при тоа побара поголема и подобра соработка на сите надлежни за време и по европските избори. Do not allow political parties that are funded by external forces hostile to Europe to decide on key priorities for the EU and the new leadership of European institutions. We cannot wait for the renaissance of Europe. The renaissance of Europe must start now. Политичките партии кои се сметаат за непријателски спрема Европската Унија забележуваат подемени из целата Унија, особено по миграцијската криза во 2015 и 2016 година, кога во Европа пристигнаа стотици илјади баратели на азил. Националистите сега владеат во Полска и во Унгарија, додека делат власта во коалиции во Италија и Австрија. Анкетите предвидуваат дека бројот на партиите со такви ставови ќе се зголеми пред изборите во мај. Туск ги пофали некои од понудените реформи предложени од францускиот председател Емануел Макрон, кој бара поголема европска соработка во она што тој го нарекува преродба на Европа. Предлозите на Макрон вклучуваат нова европска агенција која би била задолжена за заштита на демократијата, за заштита на унијата од сајбер напади и од пропаганда. Другите предлози вклучуваат агенции на унијата за границите, безбедноста, азилот, како и безбедноста на храната.